еве денес имам чест јас да ја најавам емисијата Брчиме со Дуле, затоа што Дуле бил протестирал, бойкотира, оти не го стават да се истрижи. Да, Јас се истрижав и можам да ја најавам емисијата. Да, имам голем притисок од жените во фамилијата, од сопругата, од сестра ми, од мајка ми. Многу кратко сум се стрижал. Мене ми седело подолга коса, па ја ќе остам сега да ми седи и да видиме до кога ќе доседи, дури не ми речат оди стрижи се, нема има те гледаме поиќе. Јас ќе направам полс на социјални мрежи, ќе гласаме со народот, па ќе видиме се. Народо версус фамилијата. Фамилијата, не го подценувајте народот, така гледам последно. Народот се крева. Народо е во право и кога греши, рече Бранко еднаш. Зато сега денес јас ќе најавам емисијата. Уште една нова епизода на Брчиме со Дуле и Кумбето. Денес после долго време си имаме гостинка, не гостин. Али прво да си ги поздравам моите твоите, моите, најомилени нашите луѓенца, нашите поддржувачи, што се секогаш тука со нас дури немаме пари. Ако ќе имаме или ќе му ги дајме клоците, или заедно ќе ги трошиме парите по кафани. Да. А то се зезалица на интересното нешто што го има на TikTok, на Инстаграм, на Facebook и секаде. Разбуди се порталот за интересни работи, технологија, шоу бизнис и така натаму. Автомобилизам, култура, уметност, све. Нашиот Јовче Јоцо Solution, што ни е тука и зад камерите денес, поздрав. Поздрав, Јоцо. Се што не е кола, а сакате да си го направите го кај Јоцо. Значи, шо преш Јоцо? Значи, санки, 4 цикли, глисери, кипери, камиони, хидравлишкари, автобуси има моментално, значи се што не е кола, може да го слободно однесете си го правите. кај Јоцо. И поздрав до човекот што има нешто што не е кола, Мими Југо, што е исто зад камерите, фала Мими што си секојаш тука. Поздрав до Мими. Да. И да знаеш, Јулието не е кола, таа е особа. Таа е со персоналити. Со персоналити. Да. Кога ќе кашла, ја носиме кај Јоцо. А ние да се навратиме на точно зашто сме дојдени денес тука, нашата гостинка. Конечно, Дулич, понеш на половина имаме во избите. Абре, не знам, Во само нешто, студио само Б на мажи Побел. ни се претерват овде, шо е работата. Денес имаме тема. Денес ќе разговараме малце на темата мултиплекс склероза. Нешто што верувам дека за повеќето од нас кои што не сме се соочиле нити со луѓе кои што ја носат таа болест, нити сме се информирале негде. За таа цел денес ја имаме Сања Поповска. Таа е наша сограѓанка од Битола која веќе 5 години се бори со оваа болест. Воедно напиша и 2 книги за кои што ќе кажеме нешто покасно во емисијата и е председател на Сдруженијето, никако да го запамтам. Гласно за МС. Гласно за МС. Сања Поповска, добре дојде. Добро најдов. Ви благодарам на поканата. И сега си велам да почнеме со наједноставното, ти ние сме неуки од оваа област. Малку знам, Да. Дуле, јас учев медицинско, така, извини, горе, да. долу ги знам некои работи, ама убаво е да пред се да знаеме, секој од нас треба да знае што работи би можеле да не снајдат во живото и како да му поможеме на некој што веќе се бори со тој така, Точно. така убаво е колку толку да се информиран за ова. Точно. А една убава работа е што Сања е многу позитивна личност, ќе се уверите сами во текот на емисијата. Не е емисијата целта да биде нешто тажно, нешто, не знам, трагедии, драми. Целта е баш на некој позитивен начин да успееме да влијаеме и да допри некој овој глас од емисијата до повеќе луѓе. Повеќето луѓе што ги знам со мултиплекс склероза се многу позитивни личности, што мислам дека во целата таа несреќа има нешто среќно, убаво што ти го менува животот да го гледаш на попозитивниот. Па веројатно, затоа сега ќе ја прашаме Сања, ма јас првен сакам Сања да ја прашам најнародски, најобично да можеш да ни кажеш што е мултиплекс склероза, ствари. Мултиплекс склероза е болест со илјада лица, подмолна болест, која што крајна цел е доведување на инвалидитет. Значи го напаѓа нервниот систем, јелинската обвивка на мозокот и робетниот мозок. Значи ти како беше имаш на кај тебе се појави
на окото. На окото, да. Го изгуби видот на окото, тоа беше на 25 јули 2019. Има некои датуми кои Ги памтиш? никогаш не се забораваат. Добро, во ред. Океј. Да, тоа беше сосема нормален ден на работа. Од нигде никаде. Од лабавко наеднаш Се исклучи селичка. на едното, така? На Да. едното беше лабавко. На едното око. Некој да не го исклучи осигурачот таму. Па не знам, може има некоја поврзано со работата. Значи, кај симптомите почнува со очите, а може да почне со било што. Да, да. Значи, има два типа на мултипна склероза, релапсна, која јас спаѓам во таа група, и прогресивна мултиплекс склероза. Прогресивната мултипна склероза е едноставно се разбудваш и не можеш да станеш, веќе си количка. Тоа е нешто како Селма Блер што има. Да. Јас единош имам гледано нешто, тоа е документарецот за неа, Да. што Introducing Селма Блер. Таа веројатно е со таков Да, прогресивен. таа е со прогресивна мултипна склероза. мултиплекс склероза. Неа и се фати говорот, мислам. И како релапси беше и се фати говорот. Да, можат луѓето, стварно ако го гледате тој документарец за Селма Блер, буквално да видите што е буквално прогресивна форма на мултиплекс склероза, Да. затоа што секој ден нејзин е прикажан во документарецот и ќе ви стане јасно што значи уствари мултиплекс склероза во таа форма. Добро, Лесно се диагностицира, тешко. Колку се кај нас докторите, да речам, спремни, колку се информирани за лесно да ти дадат диагноза, пошто не ето сигурно само со земање на амнеза, то треба тестирање и така натаму. Кај нас по Македонија оди прилично тешко. Како и се. Што оди искрено прилично не тешко. очекував да кажеш нешто Да, друго. спротивно и позитивно. Барем кај мене, а и со други искуства со кои што сум разговарала со други личности што се со мултипна склероза, исто така. А за разлика од лица, например, кои што се надвор од државата, например, со едно девојче исто така на видот доби релапс, во Словенија студира на факултет и во рок од 24 часа и кажа дека страда од мултипна склероза. Наспроти мојата диагноза во рок од 4 години. 4 години. Да. 4 години. 4 години се влечкаше по тесто и по... 4 години се влечкав, 4 години... Тука или Скопје? И тука и Скопје. 4 години го губе видот, значи секоја година во напролет на лето. Тогаш би испадна дека сонцето ни е проблем. Со оглед на тоа што сум джинџер, од секогаш ми го правам. Да, не знам за джинџерите, не знам што е. Да, почнува... Треба да се пазат Да. луѓето со тоа. Од сонце. Со Треба да мултипна се... склероза. Не, Или джинџерите. Джинџерите, да, бидејќи сме бели. И не можеме да оцрниме, колку и да се мачиме, да добиваме темен тен, не можеме. Обично поцрвено. Па да, јас, например, лично за 1 мај имам добиено сунчаница. За 1 мај. Па сега Значи, не видете се колку била пазеше. жешка за 1 мај. Значи не се пазеше. Да. Не се пазеше. И кажи ми, некнико се видовме, сакам да спомниш како дојде до диагноза. Сега спомна дека 4 години. Да. Не се знаеше како дојде до диагнозата, твојот кейс, да го кажеш. Значи најпрвен се почна со магнетна резонанса, каде што испадна дека имам воспаление на мозокот. Извини, чекаше 2 месеци, 3 месеци за тоа или има За некој магнетната, приоритетно? бидејќи бев најпрви научно, бидејќи не знаев што е, а го изгубив видот, значи докторката ми изваде под хитно магнетно во рок од 24 часа, иако и тука имавме проблем, пошто што не може да биде лесно, мора да биде комплицирано кај нас. И не сакаја да ми закажат во рок од 24 часа, туку за една недела. А можноста постои. Можноста, да. Во Ама секој не се. можноста секогаш постои кога ќе ти речат дека е расипана магнетната резонанса. Шта не е расипана? Точно. Ако ќе имаш пријател, магнетната резонанса работи. Корни. Турбо. Да. И добро, нормално, тука се појавуваат врски, пријатели и слично за магнетната резонанса да се направи во рок од 24 часа. И после повторно одиме со пријатели и врски за резултатите од магнетната резонанса да не бидат за 10 дена, туку да биде наредниот ден. Во ти можело и така. Така. Опцијата стои. Да. И после тоа морав да одам на Скопје, во Мајка Тереза за подетални испитувања.
значи имав, ми праја пункција, како колскена срж, Да. на струја за рефлекси, СЕП, ВЕП, не знам точно што се тие, на психолог исто така бев. Помина таму. Па поминав, јас се бунтував малце, пешо меморија имам. Така. Значи, како може да ме прашувате? Прашај ме нешто од 2000-та ќе ви кажам, значи имам меморија. Али после ми кажа дека уствари зашто јас мислев дека е склероза. Али докторот ми рече, значи смирено малку, не е склероза за стари, туку е мултиплекс склероза баш за млади. Јас читав дека од 20 до 50 години најчесто се појавува кај жени. Да. Ето, не знам, дека жените поќе... Сега знам дека, например, жените кои веќе влегле во климакс, значи нема шанси да добијат мултипна склероза. Не постои таква опција, освен, значи, ако таа веќе тлеела, а никој не ја забележал. Точно. Оти има секакви опции. Значи има повеќе типови. Да. Значи, симптомите се разноразни. Губење на вид, трнење на рака, на нога, и сега тие се, јас сум имала среќа во несреќа од тие на окото и нешто што мора да ти дај. Сакаш ќе го некиш ќе се приметиш, не гледаш. Да. А еве, Дуле, како што спомна, си председателка на Сдружение. Да, тоа дојде се од Имате после. мажи со мултиплекс склероза? Имаме едно момче кое што нејки да се експонира, еднаш само ме удостои со. Так. Не мислам колку се чести мажите ми беше прашањето. Ете, Значи во има и Сдружение. мажи. Има и мажи, али кај мене во здружение се претежно жени. Така. Еден е само, ама ви кажав, не сака да се експонира. Јас тука имам голем проблем во врска со здружението. Значи, јас од самиот старт сум гласна и сакам да зборувам на таа тема и сакам сите да знаат за што се работи и како се работи, а баш имам проблем од моите членови. Бидејќи не ќе да се експонираат во јавноста. Ние, например, на 30 мај, тоа е светскиот ден на лицата со мултипна склероза, значи од самиот старт, од кога почнавме со здружението, организирам традиционален марш низ широк сокак во портокалови мајци, согласно за ЕМС. Тоа е во сите градови. Да. Па. Тоа е Во цел свет, да, Светски во цел ден. свет. Ама Сега во мислам, сите и се градови кај организира нас во Скопје, неколку. бидејќи Скопје има национално здружение за мултипна склероза и второто здружение е нашето во Битола. Што... Сега Мислам, не знам зошто нема потреба да се срамиш, што боле се како и да, да имам расипан зап, не можам да се срамам, оти ми се расипал зап, немаме контрола врз нашето тело. знаете како, од една страна, за тука за во Битола, може би до некаде ги разбирам, заради тоа што кога ќе прошетаме низ широк сокак, сите тие што седат од страна по кафечите, Абе зошто да треба после да тоа те добиваш гледаш? порака, јабе те видов на традиционалниот марш и ти имаш таква болест? Значи, Да, те прашуваат без срам. Да. Без срам да Без те прашаат. пардон, да. Дека дали ти исто така имаш, зашто јас имам, значи, многу другарки кои што ме поддржваат, што немаат врска со мултипна склероза. Маршот е поддршка, Да. не е само... Само тие да бидат од здружението да, или точно. тие што имат мултиплекс склероза. Се Сите сеќавам треба. на втората година беше кога го направивме традиционалниот марш, јас буквално бев сама на традиционалниот марш, а од МТВ екипата беше викната за јас да дам интервју, за да видат тие што се случува во Битола за традиционалниот марш. А бидејќи на тој ден си има и сечоци во Скопје што се случува. И се што се случува во Битола. Како јас да се појавам што се случува во Битола, кога сум јас Нема единствена со портокалова мајца. И сум председател, и зад мене нема апсолутно никој. Ама затоа имам пријателки, ја користам ова прилика да ги поздравам, бидејќи се секогаш до мене. Значи му се јавив, рандум, стануваат од спиење, клават портокаловите мајци и идат. Гаките, Со се, мажи, деца, се, за ние да направиме Оди гужба. ние на наредното, така? Да. Веќе се договоривме. Ќе кажеме на крај на емисијата за тоа. За ние да направиме гужба. Значи на широк сокак и да не ми вика новинарот од МТВ. Да поќе да не ме викаш. Ако нема Да не идиш. нема луѓе. За Се малце ми е здруженијето страм тука. ќе те прекинам, за здруженијето ќе кажеме во вториот дел. Баш. Не ми одговори до денот Да. како дојде.
Сега Да. јас да те подсетам. Значи, чекај сега, кај бев? До диагнозата. Диагнозата како Да, стигна значи ти бевме до Скопје, финалните? се со сите тие терапии едно друго, докторот како доктор, првичниот доктор искрено мене не ми се допадна. Заради тоа што упорно ми викаше дека не ми е ништо, уствари јас сум со оток, со воспаление во мозокот и не може да не ми е ништо. Точно. Не може да не ми кажеш, мене да, вистина може и во моментот не ми се случува ништо. Ама наредната година ми се случува пак. И пак. И тој оток постои. И тоа не може да не е ништо. И тој нема да исчезне. И... Што избаци токсини. Не, беше најиронично во сето тоа беше што докторот страдаше од мултипна склероза. Од истата болест. Сега, после време, баш разговаравме со еден член што е во Скопје во Националното здружение и малце ме подзамисли, може. Тој вака ми рече. Оти му кажав дека од тој доктор, значи бев онака разочарана, демек не ми каже ништо. И сега тој ми вика, и тој вика, и мене ми е доктор, а зошто ми вели, не ти се допадна докторот? Оти ти велеше дека не ти е ништо, а ти сакаше да ти биде нешто и да ти го тера филмот. Дека ти е нешто. Може и ти некоја Знаеш- психологија играт, не знам што да речам. Ама не може и ти сакаш да дознаеш што ти е. Едноставно, јас немав диагноза. Значи се водев како демиелинизирачка болест. И толку, немав, значи некој, тоа е нешто... Да. Нешто, Виси, нешто. не знаеш што е. Не знаеш што е. И јас имав потреба, значи, да знам од што страдам, од што боледувам. И сега, откако излегоа книгите, заедно имав едно интервју со една наша новинарка. И новинарката после интервјуто ми рече, јас би сакала рече да ти го дадам бројот од тогаш заменик министер за здравство Владимир Рендевски, наш битолчанец. Рече, вервај ме дека тој душата ја дава за битолчани залутани на клиника Мајка Тереза. Пиши му, ќе ти врати. Добро. Ми го даде бројот, јас веќе наредниот ден му напишав цел реферат на Вибер. Која што сакам, дека мене ми треба доктор, да ме упати кај правилен доктор, за јас да знам од што страдам и да ја добијам правилната терапија, за да се лечам. Рендевски буквално во рок од 2 минути ми пиша. Ми пиша дека во петок во 9:30 имаш закажано со докторот да бидеш таму. Со тој доктор. Да. Јас се изненадив. Не мислам, навистина не очекував. Па кој би очекувал искрено? Да, јас до ден денес лично се немам запознаено со докторот, али знам дека доаѓа во Битол и навистина сакам да се запознаеме, да му се заблагодарам. Па еве ќе искористиме ова прилика, ако има некоја можност да допри до него, сакаме Сања да се запознае со Да. доктор Рендевски и да му се заблагодари, затоа што стварно искрено му поможи. Да. И голем поздрав до доктор И Рендевски. да надополнам, значи никогаш и не побара ништо за возврат, бидејќи тој момент кога ми закажа со докторот, јас бев се уште под релапс. Значи јас се уште не гледав. Така. Тогаш му кажав на докторот дека јас сум се уште под релапс и ме задржа Скопје на болница 3 дена бев. И баш во тој период и му пишав дека сакам да се видиме, да се запознаеме. Тој најверојатно си помисли дека јас сакам да му односам нешто. Така. Може Како што се навикнати доктори. така е, адето може кај Да, нас. како што е Сега само адето. докторите, луѓето се навикна веќе Ама така. луѓето се така. криви, тие го како почнаа да тоа. мораш да однесеш. Луѓето го почнаа. Али морам да кажам дека докторот, значи, најверојатно на тоа помисли. Ми рече, цитирам, Сања рече, нема проблем, зафатен сум, министер беше, нема да можам да се видиме, али мене не ми е битно, значи те молам, неќам да имаш никаква обврска спрема мене, дека треба нешто да ми се одолжиш. Заблагодарам. За мене најбитно е да си здрава и жива. Толку. Одлично, браво. Па тоа е тоа што треба да биде. Се крепиме бе битолчани, посебно. Да. Да. Браво. А кажи ми вака, сега кога го разбра, ако ти го кажа докторот, психички како, емотивно, тоа е страшно нешто да го слушнеш, мислам. Не е сепак, иако дете си очекувала, ти веќе 4 години, Да. заглавено по шалтери бараш само одговор, да ти рече. Да бидам искрена, не знам. Ама не е баш Тоа како заедно. изгледало страшно. Зашто не знам јас дали сум нормална личност, искрено.
многу студено го прифатив сето тоа. И тако мене, значи. Да, значи не знам, Тоа се работа многу што не можеш ладно да ги го примив. смениш, а како и да го примиш, то нешто не можеш да смениш ти. Искрено јас и онака бев малце, не знам, може бев збунета од сам старт, јас ги видов сите типови на мултипна склероза, значи од вака како мене, од на бастун, од вколичка. И сите околу мене беа преплашени, од мајка ми, од татко ми, дома мажот ми, сите. А јас не. И јас до мене не допираше ништо. Не знам зошто. А откако ја дефиниравте диагнозата, имаше, сигурно имаше, ама пак сакам да ми кажеш поддршка од дома. Да. Психолошки колку ти влие поддршката од дома, сум сигурен дека влие многу. Да. Поддршката од дома влија и најмногу. Значи, посебно од сопругот, јас имам огромна поддршка за да правам се ова што го правам. Здружение, книги, да се појавувам на телевизија, Тоа е буквално маш. се. Да. Како се вика? Христијан. Поздрав до Христијан, тоа е маш. Имам буквално, значи, имам слобода да правам што сакам. Голема слобода, верува во мене, и понекогаш и ми е менаџер за некои работи. Браво. Значи се погодивте. Да. Се погодивте. Сења дека вака е да речам, не звучи како нешто лесно, не звучи како нешто брзо излечливо и така натаму. Се лечи, не се лечи Не, болест. болеста не излечи. Се третира, Се веројатно. третира. Да. Сега, има луѓе кои веруваат дека со терапијата нема да се излечи нештото, туку се одлучуваат на здрава исхрана, на вежби, теретана, здрав живот. Така. Сега, можеби можев и јас да се одлучам на тој чекор, ама не сум од тие. Па сега види. Не сум од тие Ама луѓе. помага кај тие луѓе што се одлучуваат? Па, Пошто не сигурно не сум. си водела ти сигурно тотално нездрав живот кога ти се појави. Да. Ама значи не знам. То Кај зависи некои од луѓе човекот. да, во зависност, Така. не знам, Јас- кај некој успева, кај некој не знам, можеби зависи во што веруваш. Јас Може и тоа те многу- разбирам потполно затоа што јас сум човек што немам афинитети кон здрав живот. Едноставно може. не спортувам, не велам дека тоа е правилно во никој случај, ама Да. немам афинитет, немам физичка активност, немам здрава исхрана, баш напротив имам нездрава исхрана најчесто. Не ме влечи нешто за да почнам здрав Ист. живот да водам. Исти сме, сите тука Исто. сме исти. Да, Што јас не јас се дебелеам. например на предавања го кажувам тоа што треба. Дека треба здрав живот, дека Така, треба така. вежби, дека треба здрава исхрана, ама јас тоа не го практикувам. Добро. Наискрено. А каква е терапијата? Мислам, тоа е си инекција, пчина, некој... Има различни терапии, мојата терапија Vonex се вика, инекси се. 4 инекси си во кутивче си ги подигнувам од Скопје секој месец. Ти ги купуваш, одиш до Скопје, мораш да одиш таму да ги купиш. Мора да ги, мислам, Лично. не ги купуваш, пошто тие се од фондот, преку Да, фондот преку ти ги фондот. носат, али мораш лично да Лично. појдеш да си ги земиш од клиника. Значи, ете уште еден Може да не проблем. можеш да ги најдеш како што беше онкологија. Ама знаеш Да. како, и тоа е проблем сега, да идат од било каде во Македонија, ти мора лично да ги земат Да. во Скопје, значи не можеш ти на колку време ги земаш. Месечно. Ти ги А, колку ги земам? Оди Еднаш Скопје. неделно. Еднаш неделно и сега тука има 4 инекси за цел месец. И секој месец Секој месец треба да одиш ти Треба да Скопје. одиш Значи Скопје, секој да. месец ти треба да потрошиш од 50 до 100 евра за да одиш да ги земиш назад. за 5 минути работа. За 5 минути работа, значи мора да има некој систем, не знам, достава милион карга има низ Македонија, може да се направи некој начин да се најде за да му ги пуштат. И то не е Јас- Види, Дули, ако не е добро. корумпирано, ќе може да ти пуштат попошта, ама ако не ги земат лично, никош нема да ги земат. Нема да стигнат до нив. И ти си во право, ама затоа мора некој решение да се најде. Многу се Оти Сање, извини, Сање е например со ваков тип кај што може да оди Да. и да ми има некои луѓе кај што не не може. секој може. Точно. И финансиски. Да, значи исто така можеме да пример друг да не ги зема инексите со тоа што ќе му дајме полномошно. Да, За на да нотар ги заверено. Да, ама сега ти треба да имаш таков човек, што ќе знаеш дека секој месец ќе оди Скопје. Немаш Да, таков човек. да. Немаш таков. А искрено и финансиски, не само не секој може да оди Скопје секој месец. Точно, Точно, затоа викам финансиски е. Сај веќе со автобусен, околу 1000 денари, ами со кола, бензин, ако турише, Абе, сепак е трошок за секој, Да. за секој Еми не пациент. дај Боже во автобусот некој ако добие напад.
Не знам, пример велам, се може да се Да, случи. да. Значи, big picture треба да се гледа во нештото, ама добро. Затоа Нема, и правиме значи муа. се врти околу Скопје, колку и да се трудиш. Кажи ми сега, спомнавме преги за Сдруженијето, тоа ми беше во план да го зборниме во вториот дел во емисијата, ќе го зборниме секако со други некои работи. Ти, еве, 4, сега ти е 5-та година. Па да. 5-та година, во 5-та година, те една година знаеш дека ја имаш. Дали негде некаде си се почувствувала дискриминирано од луѓе што знаат дека имаш мултипла склероза, намерно или ненамерно предизвикале ти да се осеќаш дискриминирано? Ти многу пати и од луѓето од глупост, од како да речам неукост, можат да те натерат да се осетиш дискриминиран. Јас искрено и не дозволувам да ме дискриминира некој, бидејќи јас јавно си кажувам која сум, што сум, од што страдам, јавно зборам за болеста и не дозволувам некој да ме понижи на било каков начин или да ме дискриминира во врска со болеста. Апсолутно. И Тоа е јас добро. сум Ти можеш толку како рече, насмеано зборам за болеста, преге така сум, да преге не речем, може да сум допридобивам. нормална. Баш, ама рече за Сдруженијето дека членовите пак се се Тоа е веќе плашат од друга. дискриминација. Да. И тие имат Значи, право. сепак има луѓе што дискриминираат. Па, Во се. се плашат во смисла, на пример, имаме проблем за работа. На пример, ако на самото интервју кажи дека има мултипна склероза, многу поголема е веројатноста таа да не биде примена на работа. Ама и тука пак ќе спомнам, и тие што го прати интервјуто, јас Да. ти гарантирам дека не знаат што е мултипла Не знаат. склероза. Не знам. Како ние Клучно што е не дека знаеме. Да. звучи страшно, дека Да, е ама не не значи. секојдневно, дека е ретка и дека тешко се открива Да. и дека не се лечи готово од старт. Точно. Така И беше и јас со тоа- сидата, така беше и со Да. многу други болести што денес тотално поинаку ги гледам. Јас тоа не можам да го сватам заради тоа што кога веќе таја дошла на интервју, значи се чувствува способна за работа. Да. Ако е количка, нормално дека нема да дојде да бара работа ако не може да работи. Точно. Точно, ама и луѓето в количка можат да работат еден куп работи, Да, што точно. не се со движење, со од, Да. не знам, администрација, А од било што, од било што. искрено, например, би да му кажам јас на работодавците дека ние сме многу поголеми работници, бидејќи сме се соочиле со нешто многу полошо од нивната работа. Нивната работа за нас е мачки на кашлици. Да, верувам дека Така е. така. Пред да име на пауза за джингл, оти немаме пауза за реклами. Сакам уште да ми кажеш твоето прво искуство кога требаше во Битола да ја добиеш терапијата, првиот пат. Така да ни кажеш. Тоа беше многу лошо искуство. Како Да. сите Него- останат. Како и се остана Не те прашав намерно за да некој ние тука плукаме Не, или не, фрегаме, не. многу ме интересира, сакам и то да се каже дека твоето лошо искуство беше прво. првата терапија требаше да ја примам во Скопје. Требаше да ја примам, али некоја игра на случајно се случи тогаш, кога ми се јави од Скопје, од мајка Тереза, дека да дојдеш во четврток да те приклучиме на терапија. Во рок од еден час ми се јави од Телма. Да поканете се во емисија во Телма амбуланта. Викам јас, добро, ама треба да одам да ме приклучат на терапија и јас не знам како ќе се чувствувам после тоа за да дојдам во емисија. Али ќе се слушниме. Добро, појдов кај докторот, го прашувам докторот, му кажам докторе, дали ќе ме боцните? Да. А што ќе ми се случи после тоа? Да, некоја реакција. да има. Нешто тој ми кажа се, значи дека ќе имам трески, дека ќе имам температура и дека сето тоа е нормално. Да, при секој примање или само при првиот пат? Додека при- никој ќе се можност. судри. Прилично Само да при секое и после организмот ти се навикнува Да, со тек на време, макар што и понатаму значи можеш да осетиш зависи како ќе се прилагодиш со парацетамолите. С парацетамол Да. треба да биеш, да, за треските. И значи со тек на време организмот ти се навикнува, ама сепак се случува пак да има трески. Си знам јас Че што ми е. силен лек кога веќе прави стрес во организмот. Да. И али ми каза за што е работата. Ама викам јас поканета сум во Телма амбуланта. Аха, добро, ајде оди, па врати се, ќе се бацниме. Добро. И така јас замина во Телма амбуланта. Битно јас спремна бе. И за Телма амбуланта и за терапија беше спремна. најсмешно беше тоа што си дојдов од трета смена од работа
Јас за секој случај да си се дотерам да си се пицнам. Да. За во И да биди, телма. и да не биди, да си И да видам види, да спремна. не види, јас да се видам спремна. И после тоа се вратив назад и докторот ми рече, по смисла демек, ајде да не те фати лошото попат, до битола, бацни се битола. Добро. Добро, не, првиот пат, значи ми беше тематичната, да, кога си дојдов. Вториот пат беше лошото искуство. На друго место. На друго место. Не кажуваме Ете, каде, нема на да друго кажеме место. каде, да, таму значи ме избркаја со се обезбедување. Сакаше да се буци да се Да. земиш терапија. Да. Докторката не ја ни видов, бидејќи беше 23 часот Вечерта. вечерта. Дали спиеше, дали кафе пиеше, јас искрено не знам, баш ја попречив, али докторката не ја ни видов, сестрата беше поштар, кај неа, кај мене. Пренесовте Да. токи-воки. Да, и на крајот едноставно рече, ова оди преку матичната, не може. Наредниот ден, тематичната, и после си имав проблем на работа, бидејќи се боцнав и заминав на работа. Едноставно, неврологот значи препорачва терапијата да се прима на вечер. Пред спиење, за лошото да помини в сон. Да. Сега то баш и не беше опција кај мене, така да малце и многу лошо поминав на работа, али поминав, битно. И после тоа морав јас да се информирам за следниот пат, јас дали ќе бидам боцната или Треба да си еш Скопје. пак исто да А ќе се што беше случува. проблемот што не ќе да боцнат? Не ќе те боцнат, оти му беше страв? Да. Страф Оти му му беше страв, оти нема ја појма за терапијата. Добро. А како ти Најголем. рекоа, Обично знам да боцната па уринче само. па уринче добро, Да, има ми го шанс. кажаја, Да, дека тие да. биле ставале B6, флексани, ама тие не биле спремни и стручни за субспецијалистички терапии. А искрено мене ми беше смешно нештото заради тоа што мене неврологот ми рече почни да се учиш да се воцкаш сам. Ето. Значи Сања може да си се Да. боцка, а ако е Сања друга струка, Да. Ама јас Му не може. искрено не можам да се воцкам сам. абе и не ќе. Не можам, И да да чиглата можам. е голема и не можам да се воцкам сама. Едноставно не можам. И затоа барам медицински лица. Нали падне? Обично боцка и секоја сестра мислам дека може да го направи. Нема потреба Да, да да. Или може има боцка. може и тука нешто во ред, вакви или такви типови, ама немаш ти да му речеш сега ние не боцкаме ој си ти. А ти требаш терапија да примиш бе човек, тоа не е така, ова не е парацетамол ти да се Да. напиеш, па промаши 2 сати еден ден. Тоа е проблемот. Нема, односот беше страшен, воопшто некултурен, од страна на доктор, спрема жена, катастрофа. Сега кажи ми дали се адаптирано, окей. Да. Си ги примаш Скопје сега константно Не, или тука? Тука Тука, ама си ги земеш, го средив да. проблем. Се среди проблемот, го среди Проблемот се Е, проблемот. се сака, се Се реша. може. Да, бидејќи сега секој си се бори на свој начин. Да, точно, Јас не точно, знам, апсолутно значи те поддржам, испадна да има состаноци, да има закани заради мене. И тој ми беше кажано во една прилика, али секој си се бори на свој начин. Така е, ама ти го кажуваш твојот глас, не се плашиш, одиш директно, Па одиш мислам дека брутално, и такви искрено. ситуација isforsира да И отвори па мора здружение. брат, мора, тоа е обстанок е. Едноставно е обстанок тоа. Затоа се бори Сања. И баш ми е мило што си таква личност и баш ти што си денес гостинка. И мора една паузиче да направиме. Една паузиче, шик. И се Враќаме враќаме. дел ке збораме за повесели работи. Да бе. Весело, весело. Ајде. Се враќаме по паузата за джингл. Сега почетокот на вториот дел на емисијата ќе разговараме малце за книгите на Сања и за здруженијето. Се вика пауза за вода и топло мокрење. И цигара. И цигара. Пусти цигари. Сега дојдовме до еден многу интересен дел за книгите што ги напиша. И сега имаме ние многу јака приказна со Сања да ти кажеме. Да?
Да, таја пред многу години ме контактира мене, валја за Да. првата книга беше Девојката со портокалова марама. Не Или беше за беше- за скроз најпрва книга, значи Беше поезија нешто. не, беше збирка раскази, се викаше Подарок за ангелот. Подарот за ангелот, ја имам дома уште книгата. Да. Ја имам книгата дома. Не сум знаел за ова дека Да. Јас па не знаев дека се знаете. Па и јас не знаев, таја ми Дека се кажа. знаеме. Да. Не знам пред колку години беше тоа. Па беше пред точно 10 Да, години. да. Бевме на ни кафичо, поќе мислам не постои, кај што бевме на состанок да зборниме за сетото. Јас тогаш ја одбив сајње. Брутал. Брутално. Мислам дека беше нешто за промоција на книга или Да, така нешто за да биде, промоцијата беше, да. Таа побара валја помош од нас. И јас сум му одговорил дека ние не работиме нешто сериозно. Да, велики беше солзи сме. Добро, Бевме какаракикири. Да, и стварно не ништо сериозно немавме направено тој период. И ние како деца што почнавме во Солзи сме, работевме само комедија. Никој немаше некакво да. искуство претходно. Се до првата промоција на книгата на Елена и на Дади, мислам дека тогаш прв пат во живот излеговме и се појавивме со нешто сериозно. Луѓето не видеа сериозно светло. До тогаш бевме Сега тој јас што комични сакам да си ликови, седнам да. со еден од моите идоли, тоа е друго. така? И Да. ете, јас сум ја однел, сум му рекол, ние не Значи, работиме брутално, бе. сериозни работи, извини, пресериозно ти е ова. Многу ти е за мене, ти е многу се добро, се пред 10 години кумбата свати го беше Да, да, по зелен, по така во умот, така кумба. Па така е. Не, уште во право сум се- беше. Во право беше. Не, во секој случај не сме биле вистинскиот избор за... Да. Значи, гледам дека работиш по емотивно, работите ти се и сетото. А кумбата е бетон. А јас сум бетон. Не е емотивен. И таа кажа дека е бетон, ама па гледаш емоцијата ја вади преку друго. Да. Значи ние што сме физички бетон, ги вадиме емоциите па на поинаков начин. Добро, чудни сте двајца. Чудни, чудни. Кажи ми колку книги се насе имаш напишано? 3. 3. Значи таа беше првата? Првата, Подарок за ангелот и после пауза. Тај еве од добри колку? 9-10 години. Да. Дојде Девојката со портокалова марама, али Девојката со портокалова марама почнав да ја пишувам мајка Тереза во Скопје. Да? Да. Значи инспирирана е од се тоа што ти се дешаваше? Да. Таа е првата од двете, да речем, втората е протоколовата Да. марама продолжение. Продолжение, да. Првата книга, значи, почнав да ја пишувам мајка Тереза, дури лежев таму. А како Како дојде книга сетото? да пишеш, како ти дојде? Си имала порано некоја Да. желба пред, Да. знам дека и првата окей, ама како ти дојде желба да пишеш книга? Ете, едноставно, не знам, например, првата книга ми беше раскази, збирка на раскази. Така. Никогаш не сум почнала да пишувам роман. Ова беше првиот роман што го имав почнала да го пишувам. Како еден вид инспирација беше цела таа случка, што сето тоа што се случуваше, сето тоа што ме обкружуваше таму во мајка Тереза. А и болничката соба ја делевме со едно чупе од Скопје, имаше 20 години, неа и многу заживеевме, да речем, во тие дена. И неа и диагностицираја официјално мултиплекс склероза и многу лошо го прими, за разлика од мене. Така. Јас ладна бетон, а таа многу лошо го прими нештото, значи некако и психички падна и си имавме разменето Инстаграм, Фејсбук. Знам, откако си замина вечерта и напишав така утешителни зборови, ама Мотивирачки. не мотивирачки, ама некако како да не беше доволно. Сетото, нешто што секој би му го кажал на некој. Вероvatно. Да. И тогаш почнав да ја пишувам книгата, а книгата ја посветив неа. Со посвета за Луна Мичевиќ, јас мислам дека нема нешто поубаво од некој да ти посвети книга. Да, а кај можеш накратко да ни кажеш што е темата? Да, темата е за девојка Што е од Битола. приказната, извини, лошо се изразив. Девојка од Битола, Ања, која што страда од мултипна склероза. Мислам, таа е нормална девојка, обична девојка, си води нормален битолски живот и наеднаш се случува тоа што се случува. Така.
Која заврши првата книга, остај простор за продолжение намерно, ненамерно. Ненамерно беше. Ненамерно. Ненамерно беше, али искрено јас немав воопшто не знаев, немав самодоверба, не знаев дали да објавам книгата или не. Биде. Тука сега те чека. Да. Јас ја напишав, ама Си стоеше напишана. да, си стоеше напишана. И јас едноставно не знам, немав самодоверба да ја објавам од причина што во книгата значи се пишува за Битола. Значи опишувам јас Битола, пишувам места кои што постојат и слично и мислев дека тоа на читателите дека ќе му биде малце глупо. Што би рекла, како некои се видовме клише. Да, дека малце не знам. За Кај нас разлика не од е- други книги, Сања например, што не е ги читам, чудно. што е истото е, например, за некој што збора за во Њу Йорк. Точно. Во Битола нема да е чудно затоа што битолчани се, ајде така да се изразам, локал патриоти, еве имаме Да. еден тука позади камерата, голем локал патриот, Дискретно ќе ќе го погледниме. Нема да е чудно затоа што ние сакаме работи што ни опишуваат Битола и за историјата на Битола и за сегашноста и за се Да, така. тоа го сватив од Тоа го свати. Како Како го првата реакција? сватив, значи јас и до ден денес сум таква, значи ја напишав книгата, ама треба едно добри 10 луѓе да ја прочитат и да ми речат добра е, Вади ја. супер е, вади ја, значи му печати ја. И имаше такви луѓе, ама тие луѓе беа мои луѓе. Така. Кај што Кој не што- сакаш Тие те дека поддржуваат во се. Да, тие ме поддржуваат во се, пак некако не ми беше доволно. И сега имав, значи, на една пријателка ја имав тајно на USB, книгата за да ја прочита, а таа ја несла во печатница за да си ја испечати, за да може поуго да си ја чита, не да ја чита на лаптоп. Да. Во меѓувреме јас одам во печатницата. кажи ја слободно печатница. Гушевски, печатница Гушевски. Поздравljena, да. Одам во печатницата за си печатев мајца за промоцијата, за првата промоција. Си реков, па што ќе биде, нека биде сега. Што ќе излези, нека излези. И како и да е, нека ме дознае мене цел свет за книгата и да е грда. Така, нема да има некои Да. страшни реакции, последици Да, на не сум светско нешто ниво. толку позната. И отидов да си испечатам маичка за првата промоција и не знам како се викаше. Гушевски. Јас наиме не го знам, оти сите Гушевски го знаеме, мислам. Мислам дека Томе се викаше. Мислам. Ми ја даде маицата и ми вика, ме интересира што значи надписот на блузата. Надписот беше Enes is messing with the wrong girl. Добро, И- отлично. Да, и јас му кажав што значи и за што е, само објаснувам дека имам напишано книга и дека ќе правам промоција за книгата и демек маичката ми е за да ја носам на промоција. Чекај ми вика, извини малце. Книгата не се вика Девојката со портокалова марама? Викам, да. Как знаеш ти се? Да, прв пат го гледам. Не. И ми вика, книгата ми вика е преуба. Викам, откај знаете? Не знам, ми вика кој ми го донесе USB-то, за јас да му ја испечатам книгата, ама јас се зачитав, ми вика на компјутер, книгата е преуба. Значи, јас ќе извини, може има некои авторски права, нешто. Јас не, во ред, читај си ја, хич не е проблем. Книгата е вика преуба, топ, озбилно му викам да. И онака тој беше пресуден. Да. За да знам The дека да, trigger. книгата е топ и дека треба да ја објавам. После тоа, Беше сосема случајно. да, да, сосем Како се случајно. погоди таја баш таму дали да печати, тоа е интересно. Да. Па ништо не е случајно. Па, Да. веројатно, да. И после тоа, искрено, јас и не верував во толков голем успех. Сега, за секој зависи кој како го смета за успех. Добро. Значи, Твојот кој е? но значи имав, навистина имав голем успех, многу голема продажба, многу изданија. Значи, едноставно книгата беше движечка сила помеѓу лицата со мултипна склероза. Имав премногу во инбокс пораки, премногу повици. Јас и до ден денес, например, ми се јавуваат рандом луѓе што не ги ни познавам, за да му
како да му кажам за болеста, како јас се носам со Со болеста. давно тело, да ми... Да, и ги мене ми е мотивираш, то не ми е проблем воопшто, то ми е задоволство. Нормално. Да. Ја бркал пред 10 години, сега ќе ја молам за во емисија, така и се врти Се врти тркалото. тркалото. Кажи ми дали тој успех со книгата и со сетото, кога свати дека му ја будам свеста кај луѓето, те трзнаете да отвориш издружение или тоа ти беше во план со То со тек на време дојде издружението, со сите тие повици, Така. со сите тие, значи, еден немав што не рече, например, дека не му се бенди со се. Значи свати дека некако делуваш на луѓето. Да, сигурно имаше и такви што не му се бенди со се, не може на секој да му се бенди Нормално, се. и убое да има и така. Да. Само што никој ми го немаше да каже на лице. Океј. И тоа е океј, што не ти го кажа. Да, Колку години си председател на здружението? 3. 3 години. 3 И години. што се занимавате, ни спомнена со маршот сега што го имате? Да, маршот активност? Ама ни сигурно е... имаш некои други активности, Да, нешто да. цела година мора да се дешава. Да, значи маршот не е традиционален марш што се случува на 30 мај, светскиот ден на лицата со мултипна склероза. Исто така имаме настани во текот на годината, предавања од страна на доктори, наши тука битолски, Така, трибини. трибини на секоја тема и слично. Се случува, например, и Прилеп да појдеме, пошто Прилеп веќе нема. Мислам, нема ни здружение ни ништо, али имам, например, јас лично доста познаници што покрај книгата ми пишале, Така. дека страдаат од истата болест, па сум ги, да речем, удостоила и нив да направиме таму предавање, сепак може не може да дојдат тука. Точно, точно. Имавте новогодишен базар? Да. Прв пат или? Не, имаме од самиот старт, од почеток имаме новогодишен базар во Веро, Горно Веро. И оваа година мислам дека беше најбогат. Имавме приклучени беа и дечиња од Тодор Ангелевски. Син ми кај учи, 4-то одделение, значи цел клас со се родители беа ангажирани за Браво. новогодишни изработки, исто така и од една градинка Кокиче. Кокиче, не ги знам по имиња. Јас сам од децата моја знам градинката. Да знаеш каде ги однесеш, каде И да ги ги земеш. земам, тоа. да. Групата мислам дека му се викаше Кокиче, така нешто. Исто и тие, значи заедно со нивните родители. Преубаво беше, децата, например, од 4-то одделение, баш ги имавме викнато како во смисла да продават. Па тие беа толку воодушевени. И син ми го додава и 4-то Да. и тој го исто има ја на школа, како што кажеш ти, исто базар со Да. изработки. И воодушевени беа, па му напред благодарници од нашето здружение, да, бидејќи учествувале во новогодишниот базар, па деца како Браво, деца да, беа да, пресреќни. Да. Кажи ми, дали вашето здружение има поддршка од институциите, од медиуми, од не знам, може и од фирми, сте побарале помош во смисла Па јас константно барам спонзорство. така. Бидејќи Дали има одзив? на буџет нешто? немаме. Така. Искрено, сега некаде да, има одзив, некаде немаме. И така, се бориме се уште за просторија. За Нема, просторија, да, немаме просторија. Бидејќи сме во редот за чекање, како А, има, јас не знам што чекат, да. Да. Да, така е. Да, Си Има. задава, доделува? да. Мислам дека ако има слободна, ама тоа е многу побрзо ќе најдеш место во Старски дом отколку канцеларија преку СИЗО. А по твое мислење, што може да се смени? Што може да се направи за да се смени целокупното мислење на луѓето и свесноста да се подкрени? Јас кога влегов во ова, искрено влегов многу позитивно и многу поќе верував во почетокот дека јас за брзо време ќе ги сменам работите. А Така. испадна обратно. Потежок да е Да процесот. биде малце од нештото. патот потежок. Први, значи, како што кажав, имам проблем со самите членки и не ги обвинувам за некој работа. Да, имат право, Имат затоа право. што општеството е малце Да. Значи има доста отпорно на но различности. од една страна понекогаш ги обвинувам и родителите од има и многу помлади што имаат мултипна склероза. Ги обвинувам родителите заради тоа што се премногу заштитнички настроени, премногу
што не му дозволува на детето да одлучи што сака и како сака, дали то сака јавно да го каже нештото или не, туку тоа му е забрането да го каже јавно. Бидејќи, во смисла, наше народско верување, македонско пусто, ти нема да се ожениш, ти нема никогаш да се омажиш. А јас сметам дека љубовта се гради врз доверба. Ако дечкото или девојката не знаат дека тој страда од некоја болест, тој еден ден ќе научи. Да. Нема криење тука. Тој се боцка, зашо се боцкаш? Да. Од која причина? Абе види, длабоко ако размислуваш и како родител, не знам, да не му си во кожата и на тие луѓе од една страна. Ама затоа па треба да се работи на процесот за да не биде така. За да не бидат децата. Кога ти би била задоволна, што би постигнала со твоето здружение за да би била задоволна стварно? Да речеш, успеав, сменав нешто или направив тоа што сакам. Кога сите мои членки, сите оние што не ми се членки, а сепак присуствуваат пример на настани, сакаат да помогнат, ќе застанат позади мене. Ќе застанат за се она што јас се борам, за мене и за нив. Значи за сите. Јас кога ќе успеам, не знам дали ќе успеам искрено, тоа е знак прашалник, да донесам терапијата да се носи во битола, бидејќи јас сум спремна дури и кај мене да стои терапијата и да купам фрижидер специјално за терапијата и од кај мене да ја зема подигнува цела битола. Бидејќи искрено не сум сигурна во болница. Од X причини. Тоа е многу тешко да се оствари, јас мислам моје Да, мислење. тешко е бидејќи се од сам старт се Скоро борам за невозможно. истото, никако да успеам, значи да ја донесам терапијата во битола. Тоа е едно од најголемиот проблем што му е на... Драги гледачи, Сања не бара многу, бара нормално како и секој што би барал со Да не одат. проблемите што ги има, точно. Да не одат секој месец Скопје за 5 минути Колку работа. личности од прилика, знаеш, некој има статистика, битолчани имаме со мултипла Искрено склероза? немам значи точна бројка, не знам, ама знам дека се многу. Значи ако порано беше ретка болест, сега веќе не е. Сега веќе мислам дека секој втор ја има болеста мултипна склероза. Добре, ама Да. немав представа за ваква. Да, зашто го знам нештото според мојот инбокс и од сите што се од битола. Значи, колку би заштедиле битолчани ако не би оделе еднаш? Не само битолчани, брат, од цела Македонија. Зборам само битолчани, ти таа вика има многу, а замисли од цела Македонија. Да. Многу се, значи Кои многу се трошоци веќе... Тоа е треба само еднаш, едно комбе да ја достави во Да. градовите од кај што се луѓе. Да, значи во битола има многу има и сметам дека дека треба терапијата на пример тука да се носи. му Да се не мора да служи одиме секој поединечно. Апсолутно. Сега имаме една ситуација, многу интересна ситуација, за нас не е толку поволна од една страна, а од друга страна е поволна, затоа што Сања дојде со поклон Да. за нас. Сања ќе не дарува, И не дарува. а ние, магариња толкај, немаме со што да ја даруваме, ама сега ќе му ветиме тука пред сите на Сања. Да, но сам Дека- комплет. Дека во Книгите за следната вас. сезона, ако ќе имаме спонзори, ќе се растурат. Фала ти многу. Палели. Книгите, одлично. Да ти кажам, прво што сега ќе ги ја имам прочита, сите три книги од писателката. Конечно. прво што ќе ја прочита ќе биде жена ми што ќе прочита овие Од книги. предпоставува. Да, па јас. И сакав и да ти речем. Да, А немаше да сакате ми да ви ја вериш. дам и првата? Ќе ни ја даиш. Ветуваме тука, а и некни го правевме муабетот, кој се видовме пред неколку дена пред емисија, дека повело тимот, брчиме со Дуле, се надевам и Мими со задоволство ќе учествува, исто и Јоцката наш. Ќе бидеме присутни на маршот 30 мај и ќе го искористиме нашиот медиумски простор да апелираме сите што сакат искрено да дојдат да ни се придружат и да не биде Сања сама. Ако да- бидам сама, да не ми замерите дека сте дошле за џабе. Не, ние никој нема да ти замериме во никој случај, туку Да не сакаме ти замери камерман. Нормално. Шалзматава. Ако речи нешто ќе го дотераме, средиме. ќе го дотераме. Тој барал Бадинтеров во мнозинство. Да. Така да ми е мило што од муабетот испаднаете и да бидиме ваша поддршка Браво. со задоволство. Благодарам. И за крај би ја прашал, ете, да испратиш некоја порака што сакаш
до сите што боледуваат од оваа болест, сите што се борат со истото, нешто што мислиш дека ете, баш ке Сакам да им ветер в плеки. посакам да им порачам во никој случај да не паѓаат психички. Значи да бидат позитивни, да не размислуваат дека воопшто се болни. Психата е Точно. страшна работа. Да. Колку што може да те излечи, така може и да те падне. Така. Добро. Јас сум многу среќен што се случи оваа емисија денес, малце поразлична од другите емисии, на која малце посериозна тема, ама мислам дека не беше толку сериозно, не беше телма амбуланта докторот да се и тука да одговара и да стручни изрази да користиме, не користевме стручни изрази. Ние стоиме на располагање за сите што имате некоја потреба, некоја, не знам, потреба од помош, ние на наш некој начин да поможиме. Гледате, поклони немаме, пари немаме, ама можеме да придонесеме со наше присуство негде, со нашиот глас исто така. Фала ви многу што не гледавте. Се гледаме во наредната епизода по 2 недели од ова. Кумба, ако сакаш ти нешто за крај сега, можеш да кажеш. Немам ништо да дадам јас за крај. Да не гледате, да не поддржите, Да не и- сабскрајбните. Точно така. И се гледаме пак. Се гледаме. Чао.